Вистина е дека во услови на висока инфлација и зголемени трошоци за живот, се повеќе граѓани се одлучуваат за потрошувачки и стамбени кредити како начин за справување со финансискиот притисок. Вистина е и дека оваа зголемена побарувачка не е изолирана појава, туку тренд што го бележат речиси сите земји во Европа, а на тоа директно влијаат и каматните стапки што ги нудат банките. Вистина е дека, иако Македонија заостанува зад европските држави по висината на платите, цените на основните производи и услуги се повеќе се доближуваат до европскиот просек. Во таков економски контекст, каматните стапки представуваат клучен фактор при одлуката за задолжување, а според анализите, Македонија се наоѓа во групата земји со поатрактивни услови за кредитирање. Вистина е дека потрошувачките кредити во Македонија се меѓу најевтините во регионот, со просечна каматна стапка од 5,95%. Само Хрватска има пониска стапка, 5,56%. Од друга страна, во Србија просечната каматна стапка на потрошувачки кредити изнесува дури 9,8%, што ја прави највисока во регионот. Слична ситуација има и кај стамбените кредити. Македонија има просек од 3,4%, што е за нијанса повисоко од Хрватска, но значително пониско од Србија. Вистина е дека македонските власти засега се воздржуваат од драстични интервенции во монетарната политика, за разлика од Србија, каде што гувернерката на Централната банка, охрабрена од председателот Александар Вучик, повика на ограничување на каматите. Вучик смета дека каматите на потрошувачките кредити не треба да надминуваат 7,5%, со цел да се олесни пристапот до финансии за граѓаните со пониски приходи. Вистина е дека Македонската Централна банка воведе мерки со кои се стимулира купувањето прв стан преку намалување на потребното учество на само 10%. За другите категории, сопственото учество се зголемува на 25%, што исто така има за цел да се заштити кредитниот систем. Вистина е и дека разликите меѓу земјите во Европа се огромни. Во Швајцарија, потрошувачките кредити имаат каматна стапка од само 1,8%, додека во Турција достигнуваат 43,23%. Кај стамбените кредити, ситуацијата е уште поексплицитна, најевтините се во Швајцарија, а најскапите повторно во Турција. Вистина е дека на каматните стапки влијаат многу фактори: референтната каматна стапка на Централната банка, економската стабилност, конкуренцијата меѓу банките, кредитниот рейтинг на земјата, како и степенот на ризик при одобрување хипотека. Вистина е дека македонските граѓани и покрај економските предизвици имаат пристап до релативно поволни услови за кредитирање, особено кога ќе се споредат со земјите во регионот и пошироко. Сепак, вистина е и дека потенцијалот за подобрување и понатамошно олеснување на кредитните услови постои, особено ако се има предвид растечкото оптоварување на граѓаните со месечни трошоци.